Добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва со мене Наум Стоилковски. Иако сме во изборна кампања, за вечерва определивме една поинаква тема, насловена "Што би значеле договорите со Грција и Бугарија", затоа што веројатно дека разговорот и она што би била конкретна тема би се подраширила од во насока на дообјаснување. Всушност, како подтеми вечерва би биле што е тоа што грците би сметале за македонски иредентизам, што е тоа што Кодзијас како министер за надворешни работи на Република Грција би го сметал за потребно да се избрише од македонската историја. Па понатаму можно ли е тоа да се дозволи по договорот со Бугарија, каде што тоа е нели и наведено, еднострано бришење и ревидирање на историјата, и дали тоа ги отвори апетитите на Балканот за македонскиот идентитет. Исто така, уште едно од прашањата би било дали тоа ќе биде двонасочно или како со Бугарија, само Македонија ќе биде должна да ја ревидира историјата. Премиерот Зоран Заев, како лидер на Социјалдемократскиот сојуз, нагласи дека нема да се разговара за менување на македонскиот идентитет, но тоа го стори по договорот со Бугарија, што според анализите тоа е веќе променет со самиот оној договор со Бугарија. Одговор на сите овие прашања вечерва ќе се обидеме да дадеме во разговорите и анализите со амбасадорот Ристо Николски, но и со историчарите Тодор Чепреганов и Наташа Котлар. Добро вечер за сите вас. Добро вечер. Ова се тезите, ги слушнавте тезите, насловот е што би значеле договорите со Грција и со Бугарија, па ајде едно генерално, веројатно тоа е и главното прашање. Што е она што Грција би го сметала за македонски идентизам? Што е она што би посакале да биде избришано од македонската историја, од учебниците? Да почнеме вака од еден искусен амбасадор, дипломат. Можно ли се такви барања, со такви барања да се настапува во дипломатијата? Тоа е многу едноставно. Сака да се избрише постојањето на македонците. И завршена е приказната. И тоа не е ништо ново, сега измислено од Кодзијас, последните негови изјави. Тоа е реалност и состојба со која сме соочени 25 години. Мислам, кога сега Кодзијас прецизира дека не е само името во прашање, туку се 4 прашања во поставка. Така, претходно имаше уште една. Да. Имало едно чудо и тој и председателот и слично. И луѓето се изненадија во нашава држава. Па зар можно некој да не знае дека на Грција не и пречи името на државата, да ги пречиме ние? Дека за нив неа македонци? Но овој пат тоа директно се посочува. Затоа прашувам, дали во дипломатијата се дозволени вакви брутално директни тоа зависи обвинувања и од насочувања? проценките на ситуацијата. Кога во боксот противникот е во нокдаун на земја, разбирате, се брои. Подприлike сме ние во таква ситуација. И кога се брои, тука се стават на маса и што треба и што не треба. Зошто, од каде таа оценка? Што е тоа што ја стави во ситуација македонската дипломатија и државата да се брои? Видите, вие во најата го спомнавте договорот со Бугарија, не го спомнавте законот за албанскиот јазик, кој го нарекува за јазици, со кој се врши целосно преструктурирање на оваа држава, што нема никаква врска со човекови права, со, не знам, лево, десно, едно, друго. Тоа е, де факто, промена на уставниот карактер на оваа држава. Целта е јасна, од почетокот е истата. Да се избришат македонците. И тоа се прави на еден субтилен начин, меѓутоа, овие прашања кои ги најавивте вие сега, треба да се стават во контекст на развојот на ситуацијата која нели така тече 25 години, почна наивно, почна со непризнавање, почна со суспензија на уставното име, тотално нелегална и слично, и за голема среќа и за живо чудо, ако сакате, 25 години главните меѓународни фактори се знае предводени од кого, не постигнаат целта. За ова дека почна наивно, имаме едно прашање кое што подосна ќе се навратиме. Да, само да завршам мислата, да. Значи, бидејќи, знаете, големите не се навикнати на порази, тие 25 години доживува пораз една ситна, мала, сиромашна и како сакате немокна Македонија, и на крајот кога видоа дека се друго падна во вода и привремена спогодба и нели и административна поделба,
нова и војната во 2001-та, и Охридскиот договор и слично, разбирате, и Арачиново со колку имаше таму американски советници. Сега дојде до тоа да се смени власта, која беше некооперативна, се донесе нова власт и сега се смета дека, што викаа спортски кажано, сега му е мајката. Значи, сега е моментот да се докрајчи противникот, ако е во нокдаун, и затоа се наметна договорот со Бугарија. И сите што тврдат дека тој договор е билатерален, без мешање од страна, мислам, зборуваат работи кои не се точни. Само да подсетиме дека декларацијата која суштината на тој договор во 99-та година е донесена под чисто американски менеджмент, со американско мешање на тогашниот Талбот, нели така, помошник државен секретар, односно заменик државен секретар. И сега кога се смета дека сме на колена, дека се покажува непринципиелна соработка. Ние треба да соработуваме, треба да имаме кооперативни. Меѓутоа, што го пружаме сега е непринципиелно. Ние жртвувавме во договорот со Бугарија дека имаме автохтон македонски јазик, дека сме автохтон народ и така натака и така натака. И сега се оди чекор понатака и затоа се сите овие ново, да речам, прецизирани грчки апетити кои Кодзијас нели така ги става на маса, бидејќи сега или никогаш за нив е, али после ќе објаснам малце пошироко за кој е контекстот на сето тоа, зашто се јавува Кодзијас сега, зашто Ципрас оди во Вашингтон и слично. Токму ќе се навратиме на овие прашања и тие ми се дел од оваа агенда што не е баш куса за вечерашниот дебата, да ги представиме и ставовите на историчарите, буквално на оние што се пишувачи на учебниците, она што го бара Кодзијас да биде ревидирано, нели, по оној договор со Бугарија, каде што се договориле веќе да има ревизија на македонските учебници. Тоа се, како што реков, историчарите Тодор Чепреганов и Наташа Котлар. Чепреганов, вие бевте потписник на оној бунт на историчарите. Добро, не е бунт, мислам, пред се, тоа е нормална работа, знаете, секој во својата бранша треба да се го каже своето и да застане за тоа. Тоа не е никаков бунт, меѓутоа тоа е на реална работа која што би требало да ја прави секоја институција за да излезе и должност. И должност, и затоа постојат у суштина тие институции за да бранат некои ставови кои што задираат во државноста и во идентитетот, јазикот на нацијата. Меѓутоа, ја би се надоврзал на амбасадорот Никовски. После последен нокдаун следува нокаут. Знаете, и оваа политика што ја сега што ја предочува Кодзијас е нешто што е во континуитет више 26 години. Точно. Они немаат отстапување во тој поглед во ниту еден сегмент. Они ја терат, меѓутоа во секој настав се поригидни и поригидни. Еве, дојдовме до оно дека мора да имаме пакет. Сега, прво беше името, не е никаков проблем, нема ништо. Сега гледаме јазик, акроними и се што може да се направи. Ја неколку пати сум го поставил тоа прашање, што се учебниците? Ја не знам дека дали некаде постои некаде во светот некоја држава друга на друга да го контролира што пишува за сопствената историја. И што тоа ќе ми... Дали нашите учебници се националистички? Велат да се избрише македонскиот иредентизам. Токму затоа прашувам, што е иредентистичко, што е тоа иредентистичко? Што он подразбира, што е тоа иредентизам? Дали тоа значи обединување на Македонија? Мене ме обвинија бугарите, затоа што јас на една конференција научна кажав дека Букурешкиот мировен договор со тоа што на територијата на Кралството Србија е направена, е формирана македонската држава, Букурешкиот договор е анулиран. Ревидиран. Е ревидиран. Точно. Значи, е ревидиран. Мене бугарите официјално побараа од владата да го смени директорот на институтот затоа што имал иредентистички ставови. Друго, во Грција на еден научен собир имав реферат со карти. Ме обвинија, и колешката беше, ме обвинија, стана еден грчки историчар, ме обвини дека сум имал иредентистички ставови спрема Грција. И ја му поставив прашање, зашто мисли
мисли за Александар Македонски докаде стигнал, или мисли за овој дел кој што е дел на Македонија? Тоа не е иридентизам. Тоа не е иридентизам, тоа е географска територија Македонија и тука имате народ кој што живее. Меѓутоа, тоа се прашања кои што немаат никаква врска во суштина каде Македонија може да има идентистички ставови спрема соседните балкански држави. Само едно. Ако се во македонските учебници, бидејќи сум учествувал во правењето на програмата и сум учествувал во правење на учебници. Значи, во учебниците во Македонија за 7 и 8 оделение, а тоа значи за гимназија 3 и 4 година, општата историја е застапена со 19%. Македонската историја, пазете, македонската историја е застапена со 34%. Албанската историја е застапена со 25%. Турската и бугарската со 3%, српската и грчката со 1,5%, историја на соседите заеднички 10%, власите 0,7%, за бошњаците и ромите во учебниците нема. Меѓутоа, 34%. Ајде направете споредба со македонските учебници за стапеноста на тој национализам, што они сакаат, или тој иридентизам, направете го со учебниците во Бугарија и во Грција. Во Грција, смислам, 80-90%. Сигурно, грчко. И бугарите не се подолу. И бугарите не се подолу. За каков идентизам они зборуваат на македонците? Со која моќ тоа можеме ние да го направиме тој идентизам? Само на зборови? Само на зборови? И вие 20-ти, меѓутоа, ово сега што се случува. Ја мислам дека ово е една поврзана работа меѓу Бугарија и Грција, кога и едните и другите ги обновуваат претензиите спрема Македонија. Колешката може да каже, бидејќи го работи тој период, што ние ќе правиме? Ние од учебниците ќе исфрлиме оноа што грчката и бугарската пропаганда го правеле во Македонија? Дека тоа бил образовен систем сосема нормален? Кај што не му се дозволува на еден народ да зборува на својот јазик, а од друга страна он ти наметнува свој јазик. Дали ќе дојдеме до тоа? Мене ме интересира, јас сум многу радознал кој ќе влезе во таа комисија. Ме интересира кој од историчарите ќе влезе во таа комисија и како тоа ќе го ревидира. Ајде вака сега. Дали вие би прифатиле да влезете во една таква комисија за ревидирање на учебниците? Веднаш ќе ви кажам не. Бидејќи ќе појдам од значењето на ревизија. Ревизија значи прочистување на определен или прегледување на определен текст, дали е со определено значење и при тоа да се наметнат некакви измени кои се неприфатливи. Значи, тоа се политички некои правила. Има ли факти кои што, да речеме, може да бидат толкувани вака или онака, или на што се базира македонската историја, македонските учебници на историја, за да може да бидат толкувани? Може. Ние најпрви да си расчистиме работата како научници, истражувачи, образувачи во нашата земја, да ги определиме нештата кои што би ги внеле како осовременување на нашите учебници. Бидејќи, колку што знам, тие не се сменети долго време. Едно 10-12 години. Учебниците со држината. Од 2001 година. Да. Значи, долго време не се. Ние како истражувачи, како научници, знаеме дека имаме до сега откриено многу нови работи кои што се однесуваат на македонската историја во различните историски периоди. Во таа смисла, ние би требало да ги осовремениме нашите македонски учебници. А самиот збор ревизија, искрено да ви кажам, многу често ме подсетува на онаа драма на Гоголј, на Ревизор, и таа драма е насочена, и тој текст е насочен кон една политичка и општествена конјуктура. Така да ревизијата нека си се држи до таа конјуктура, а науката си има собствени правила, принципи и методи по кои што нешто се вреднува, се отврла, односно се докажува или се побива. Значи, науката има сосема други правила и не можам да се најдам во таа формулација ревизија. Може само извини, Диловски, само еден податок. Колешката кажа, значи се напишани огромен број на историски книги, монографии
Издадени се зборници на документи во кои што неспорно се зборува за македонци, македонски идентитет, за сето тоа не се историјата. Дали тие историчари кои ќе бидат дел од комисијата, сето оно што е сработено ќе го фрлат, ќе рече тоа грчкото е за почитување. Добро, се работи за факти. Ама фактите... И тоа се факти, тоа се непобитни факти. И прашањето е, сега, со кои факти би настапиле грчките или бугарските членови на такви комисии? Има ли контра, може ли историски? Колешките кажа, тоа би било политичка ревизија на учебниците. Не би била историска, затоа што ние со историчарите грчки, бугарски се расправаме на симпозиуми. И немаме и таму ги спротивставуваме мислењата. И таму ние немаме вакви проблеми. Јас сум бил на симпозиум во Грција за македонската, за граѓанската војна во Грција. Истапил со ставови за македонци, за учеството, за сето тоа. Збор, ниту еден колега не каже дека тоа не е точно. Еве сега од овие учебници што се еден објавивме со Ирена, со Ирена Стевовска, во која што исто така зборуваме за македонци и тоа во Грција. Знаете, суштината на грчката политика околу тој идентизам кој стално го повторуваат и председателот секој Коцијас го нагласува, е зборот Македонија, името Македонија. Значи, од тука почнува. И кога се вратиме назад на почетокот на 90-те години, кога Грција го блокираше нашиот прием во Обединетите нации, поддржано од други се разбира, сите писма кои Самарас ги праќаше до неговите колеги, целокупната грчка елаборација беше сведена, сублимирана дека зборот, односно името Македонија, асоцира на идентизам. Да. Сваѓате? Значи, тоа е таа суштина. И дека името де факто отвара простор за тој идентизам и тоа води во нестабилност на Балканот. И сега, еве, поминаа 25 години, неги 26 веројатно тече, кога меѓу двете земји ниеден безбедносен инцидент немало. Значи, тој, ако има идентизам некаде, тој постано пука. Овдека ниеден инцидент за 26 години не сме регистрирале. Тоа покажува дека ако се вратиме назад и ако ние одиме по друга линија да го вратиме процесот во Обединетите нации во Советот за безбедност, ние лесно ќе докажеме дека тој идентизам кој ни се подпикнува под маса, нели така, и врз основа на кој, како безбедносна закана, знаете, кој ќе се спомне на меѓународни форум безбедносна закана, сите ги отварат ушите и сите имаат разбирање. И не само тоа, Бадентеровата комисија кажа дека името Македонија нема никаков идентизам. Сега, знаете, и сега во оваа ситуација, кога Грција, видите, се малце ќе направиме на дигресија мала, зашто Грција сега тоа го става све на маса? Затоа што Америка е строго заинтересирана, длабоко заинтересирана да Македонија влезе во НАТО, затвори просторот за Русија. И сакаат по секоја цена да се реши името, затоа што политиката на НАТО, некои мислат грчка политика на блокада на нашето членство во НАТО, после Букуреш 2008 година, дали така, ќе се промени таа нивна политика, прво името, потоа членство, разбирате, кој е шовинистичка, која е фашистичка политика, таа нема да се промени. И бидејќи таа нема да се промени, тоа го ставија многу јасно на знаење сите, значи треба да се прекаси државата. И сега Грција е прв пат под силен притисок да прифати решение. И првите коментари дека Ципрас ќе оди сега во октомври во Вашингтон е дека ќе бара подршка околу името. Ципрас е викнат за уши донесен во Вашингтон да му се каже подхитно мора да се најде решение кој не може да биде ерго омнес. Нивната ерго омнес и да не окупираат, србите не окупираат, ни сменија и презимињата, името и и колку траеше тоа, 20-30 години, и престана, разбирате. Значи, и да не окупираат не може тоа да помине. И со други зборови, ако Грција ќе биде многу тешко да се повлече од таа ерга омнес, разбирате, таа американска формула која е погубна за нас, и сега се прави се Грција да ја заекне својата позиција, да го излече невозможното кај нас. За жал, кај нас се покажува преголема толеранција, преголем интерес да се, тоа е налог, не така од надвор, преголем интерес да се реши проблемот,
А вие чим сакате нешто да го постигнете и го потврдите тоа, другата страна само бара концесии, така? Ја максимализира својата позиција. Се Грција е токму таква позиција, разбирате, да бара невозможното, само ради тоа да сепак не се најде решение околу проблемот со името, што иако е контраверзно, во определениот момент е и наш интерес, бидејќи секое решение кој ќе го наметнат, ќе биде катастрофално за нас. Ќе биде само еден уште пострашен исчек од оно што е направен со Бугарија, од кој тешко ќе има назад враќање. Знаете, на меѓународен план, кога ви пресечат двете нозе, веќе трчите, не се трча, разбирате. Така да, тоа е тој контекст поширок во кој се наоѓа и Грција. И Грција прави се сега да, нели така, да ни го стесне наш маневарскиот простор, да нашиве на крај сепак свата дека со глава зид не се пробива и дека може да се напад историски грешки, неисправливи. Тоа е генералното прашање. Дали ќе се разбере дека е ситуација која што ќе биде безизлезна или ќе се оди на она како е што е наметнува она реална политика, она нова стратегија која што вели да го решиме проблемот, па после ќе видиме што ќе правиме. Што ви кажува договорот со Бугарија? Еве ја ве прашувам, вие сте дипломат, затоа прашувам, дали ќе дојде до такво нешто? Дали после може да се вратат работите на место? Не. Кој се скрши бардето, разбирате, стомната која се скрши, не се лепи, разбирате. Тоа нашите треба да го сватат дека на меѓународен план, во меѓународната политика и дипломатија, еднош дадена концесија е трајна. Не може да кажете, ние се шегувавме и тоа не важи. И затоа е онај преседан со Бугарија направен, може страшно да не чини, разбирате. Да ни го девалвираат секаде јазикот, да ни го девалвираат секаде, разбирате, народот и така натака. И тука има и една координација меѓу Софија и Атина, меѓутоа има и подлабоки разлики од било кога. Разбирате? Така да, од една страна, сега и Софија и Атина се чувствуваат како конкуренти меѓу себе, кој поише ќе не заглави, разбирате, и кој ќе пробире подлабоко нашата одбрана, односно нашите фундаментални интереси. А изјавите всушност се спротеставени на таква, ако идеме со таква анализа ваша, дека кој ќе го потегне регионот, односно кој ќе биде промоторот на Македонија кон евроатлантските интеграции? Не е тоа прашање, разбирате. Такви им се изјавите, нели? Да, се вели дека нашите валоризирање дека Бугарија ќе не помогне, па тоа е, слушајте, како да кажете дека не знам, немам споредба, разбирате. Бугарија, гласот на Бугарија во Европската унија равен на 0. И секи биде председавач од нова година, ќе биде тоа церемонијална функција која ништо нема да промени суштината, другите ги влечат конците и Бугарија само малце има гламур, ќе се прави важна и ништо од сето тоа нема се случи. И поважни држави од Бугарија не можат во тој период да направат нешто, камо на Бугарија. Се надевам дека го придобивме вниманието на јавноста, на публиката, но ќе мора да одмориме со реклами, такви ни се обврските кон спонзорите. Еве не повторно во студиото, во отвореното студио на телевизија Нова, заедно со мене се Ристо Никовски, Тодор Чепреганов и Наташа Котлар, дипломатско историчарски собир во насока на расчистување што тоа Грција би барала при ревидирање на македонската историја и учебници, колку Бугарија ги отвори апетитите и договорот со Бугарија ги отвори апетитите и кај другите соседи во таа насока. Застанавме на Ристо Никовски, на амбасадорот, кој што рече еднаш дадена концесија е трајна и дека доколку се направи такво нешто понатаму и ако станеме нели во на евроатлантска интеграција која би била нели финалното на сите овие договори со соседите, нема да дојде до враќање назад, бидејќи тоа се едни од тезите. Но ако еднаш дадена концесија е трајна, ако се навратиме на договорот спогодбата помеѓу Македонија и Грција, нели? Со што и почнуваат овие разговори за изнаоѓање решение. Не, те почнуваат со не декларацијата, него резолуцијата на Обединетите нации. Така.
Добро, меѓутоа ова беше Да, ова беше само еден стимул. Еден стимул. Прво, таму се што е наведено во тој договор се е наведено двонасочно, односно дека важи и за едните и за другите. Сите членови во тој договор се така направени. За разлика од овие барања кои што се од Бугарија, кои што го доби Бугарија, односно да има ревизија на македонската историја, да нема ревизија на, барајки заедничка историја со Бугарија, сега истото се очекува веројатно и од Атина да се попушти на таа насока. Прво, ако еднаш дадена концесија е трајна, зошто тогаш сега Козијас и Атина излегуваат и како може да излегуваат ако е трајна од тој договор? Второ, зошто сега се допушта со попуштање од една страна само? Какви се тие договори? Видите, договорот со Бугарија се уште не е формализиран, или така, не е поминат ни собранието, ни институциите. Тој нема никаква важност дека не биде ратификувано собранието. Тој е лист на хартија без никакви обврски. Ја забрзува ли тоа Атина со овие барања сега? Видите, тука пред малку спомнавме, имаме и компатибилност меѓу двете страни, имаме и конфронтираност меѓу двете страни, така да има меѓу нив и разни варијации кои како по една линија ќе турка повеќе, друга линија ќе се повлекува и така. Онаа што беше мирот меѓу нив и очекувањето дека Бугарија се повеќе ќе беше наша пречка на патот кон Брисел, сега малце се ревидира со ова. Бугарија нема да не поддржува, разбирате, односно ќе не поддржува, али без некоја тежина. Значи, така да односите меѓу Атина и Софија ќе бидат доста комплексни во иднина. Кога рековме дека еднаш дадена концесија е трајна и обврзува, разбирате, тоа е апсолутно правило во меѓународната дипломатија и политика, и секој има право на тој еден преседан, да го наречеме, да се повикува. Затоа беше случајот со Косово, кога велат тоа е нешто суи генерис, не знам вамо таму. А што е Крим? Истото, разбирате. Така да, тоа се политички манипулации, де факто, во основата. Значи, опасноста за нас е, она што е почнато со Бугарија, да не продолжи и да не се продлабочи во односот со Грција. А Грција токму тоа го сака, разбирате. Така да, ние сме во една набрисан простор сме, во една фаза исклучително чувствителна и опасна за нас и мораме да внимаваме на секој чекор, бидејќи назад нема. Знаете, кој ќе нешто прифатите, прекрстување на државата, некој велат, дај да се прекрстиме и после ќе си вараме во момент назад да се врати името. Па светот не е играчка, разбирате. Кој ќе ти еднаш прифати. Знаете што е, например, нашата предност околу референцата и која е најточна. Ние сме и поранешна, и Југословенска, ама Република Македонија. П и Ј се мали букви, значи не се дел од име, некој вика не прекрстил, не е точно. Р, Република и М, Македонија се големи букви. Значи, де факто, разбирате, е референца која ние никогаш не ја прифативме и нас не обврзува. Зашто сакаат, зашто не прекрстија до сега овие 25 години, што мора со наша согласност. Никој не може да прекрсти друга држава, разбирате. И тоа е хендикепот. И вие спомнавте резолуциите на Обединетите нации, кај што се зборува за разлика околу името, врви наши аналитичари и политичари зборуваат за разлики, знаете, еднина и множина не е исто. Знаете, ако речете имам автомобил и имам автомобил, тоа се две големи, две нешта кои немаат врска една со друго. Значи, во неа нема преговори, затоа што не може да наредат преговори околу името, разбирате, нашето име. Викаат разговори и така натака, разликата од околу името да се надмине. Со привремената спогодба, кај нас никој до сега не направи подлабочена анализа на привремената спогодба, таа во суштината е катастрофална за нас. Таа е 10 пати према 1 за Грција, кај нас беа две работи, што не призна како независна држава, и второ што рекоа се обврза да не попречуваат во интеграциите. И сега во најновава изјава Козијас вели привремената спогодба беше погрешна во делот кај што нели така Грција се обврза да не попречува. Во неа само ќе спомнам неколку работи. Прво се зборува за преговори околу името. Ги нема и не може да има. Ќе продолжат преговорите. Кои преговори? Немало преговори, нити има ден денеска.
Кој преговара околу името? Нашиот представник кај што го делегира председателот кај Нимиц е медиатор, медиацијата, нема преговори. Второ, вели привремена спогодба, значи имплицира трајна. Не со Грција, значи од мултилатерален проблем како што беше Обединените нации при примот на Македонија, го враќат на билатерален. Со Грција ние никош нема се договориме. Нема теоретска шанса, разбирате? Едно чудо такви работи кои де факто ја подкопуваат сериозно нашата позиција. Меѓутоа велам, кај нас никој не се занимава со тие проблеми, целиот проблем околу името се држи на страна како нешто, да речем, полутајно и слично, што е голема погрешка. Меѓутоа сега избива тој вулкан на сите, од сите страни и, велам, сегашната власт, чекорите кои ги најавува, меѓу другото ова дека ќе се направи ревизија на учебниците наши, тоа е капитулански потек, разбирате. Ако се прави веќе, знаете, основното правило и принцип во меѓународните односи е реципроцитетот. Така. Токму за реципроцитетот. И затоа, разбирате, иначе, а како една Македонија ќе соработува со Америка? Реципроцитет има, разбирате. И тоа ги прави државите, да речем, равноправни, иако не се, во смисол на меѓусобните регулација на собствените односи. И ние, како прво, треба да речеме во ред, ќе имаме ревизија на учебниците и ќе вас исто така. Разбирате? Тоа и уште нешто, само уште едно тако. Така? Видите, во Европа не е направена ревизија на учебниците. Европа која има постигнато висок ниво на единство и на синхронизираност, разбирате, имаме и заедничка европска валута, имаме закон едно чудо и така натака, немаат исти учебници. Никој не се обиде да ги направи, да ги унифицира учебниците, затоа што секоја држава се пише својата историја. Вие тоа најдобро го знаете. Така тие работи се клучни во односите меѓу државите и секое прифаќање на инфериорност во било какви преговори, разговори, ве води во директен пораз. Тука сега би го цитирал ранешниот министер Никола Поповски, кој што како оценка за оваа ситуација вели, ако се работи за странска ревизија на нашите учебници, без да имаме можност да имаме таква улога на реципрочна основа, во тој случај тоа се сведува на фактот дека сите сватиле дека оваа влада нема да го испорача само тоа што нема да биде побарано. Така, меѓутоа сепак остава, вели, треба да се видат деталите, но клучно е тоа дали се работи само за нашите учебници или и за нивните. Сега, во таа насога, Чепреганов, вие носите еден учебник, еден обид да се направи заедничка историја, не тој другиот. Да. Каде што има обид да се направи заедничка историја балканска? Балканска. Ова е меѓу Бугарија, Македонија и Албанија. Значи, ова е прв пат. Може да ја покажете. Прв пат да излезе нешто заедничко меѓу балканските народи на тема на историјата. Така. Меѓутоа ги нема грците тука. Тука ги нема грците затоа што требаше ли да бидат дел од као што се обидувавме да бидат, меѓутоа грците одговорот беше дека кога учествуваат во вакви работи не сакаат да излезат од своите шеми кои што ги имаат овде, затоа што кога работите нешто мора некаде и да попуштите. Ние изработката на ова се работи за период на новите три балкански држави 45-2000 година. Овде не идовме на проблем, оно што го имаме... Од 45 до 2000 година. Значи, овде се дадени документи без коментари, учениците сами да се ги прочитат и врз база на документите сами да си донесат заклучок. Без заклучоци од историчари. Значи, меѓутоа, се отпечатија на три јазици на англиски, требаше да се дистрибуира по школите, меѓутоа, за жал, не се употребуваат. Што покажува, прво, не можете да ги употребувате, да речеме, во Бугарија или во Албанија, ако нема или во Македонија, ако нема дозвола од Министерство за образование и наука. Затоа што ова се, да речем, материјали кои што не се задолжителни во школите. Тоа се материјали кои што треба да бидат факултативни, кои што треба да ги користат за работа, да речеме, на проекти. Оно што беше интересно за овој учебник е што во учебникот, во овој материјал, требаше да стои материјал
бугарите требаше да стават дека во Пиринска Македонија живеат македонци. И меѓутоа искрсна проблем. Бугарските Такво нешто нема шанса. Бугарската екипа што беше никако не сега да прифати дека таму живеат македонци. Меѓутоа, кога беа овде целата екипа, сите што работиме на тоа, кога беа овде, се погоди ден 4 мај на гробот на Гоце Делчев. И ние од Македонија ги однесовме сите на гробот на Гоце Делчев. Таму доаѓаат и од Пиринска Македонија. Со знамиња, со сето тоа. Кога дојдоа тие, овие ги видоа што беа медиаторите од странство. Кога дојдовме на конфликтот, тие ги викнаа бугарите и рекоа: "Слушај, бевме ваму, бевме. Кои беа тие луѓе?" Па вика: "Тие се македонци." Ама као: "Па не може, не смееме", вика, поради тоа што државата не ни дозволува да го ставиме тоа во книгата. Чекај сега. Значи, како историчари признаваат, Да. како државна официјална политика, државна политика, официјална политика не признаваат. Не можат. И у Бугарија тешко дека ќе најдете некој да го применува ова во училиште. Затоа што и со самиот договор во самиот договор меѓу Македонија и Бугарија ви ги немате македонците. Они се избришани. Точно. Тано не постојат. Како Доаѓаме ли може? до одговорот што прашува Поповски што остава простор и вели треба да се видат деталите, клучно е дали се работи само за нашите учебници или и нивните. Доаѓаме ли до еден таков податок? Еве во вашата работа, во вашата дејност до сега имате еден многу интересен период кој што го обработувате како историчар. Па незиниот ќе биде прв што треба да се ревидира. Прв ќе биде. Што ќе треба да се пронајде, треба првата да се Што подпише. се случи со вашите дела? Се што пишуваме Ова треба да вистина не е први вистина. Да, се треба да први. Ако учебниците се базираат нели на тоа што се откритија и научни достигнувања и дела, што ќе се случи со делата? Сега вака, мораме да ги употребиме конкретните и точните термини. Значи, периодот кој што го работаме е 19. век, меѓутоа во 19. век, покрај другото, се создаваат нови држави на Балканот, тоа е Грчката, Српската, Бугарската, еве веќе во 20. век и Македонската. Македонската држава го има својот суверенитет или својата легитимност ја влечи од македонскиот народ, кој што во текот на вековите имал определена борба за еманципација или слобода, независно дали од политичка власт или пак од духовна, бидејќи сме биле во таква една империја која што дозволувала културниот живот, образовниот живот да биде под юрисдикција на една црковна институција Цариградската, која што вршела силна грцизација во Македонија по уништувањето на Охридската архиепископија. Таков проблем имали и бугарите до создавањето на нивното верско надлештво, екзархијата е тоа, еден вид црква, после си ја прогласуваат кога ќе си создадат држава. Меѓутоа, атрибутот македонски се темели на борбата на македонскиот народ. Точно. Бришењето на таа борба значи да се избриши атрибутот, односно да се избриши именката Македонија, бидејќи атрибутот произлегува од именката. Точно. Ако ние тоа самите си го направиме, тогаш ние сме биле крајно недоветни. Меѓутоа, со оглед дека во оваа држава сепак има и учени луѓе, и воспитани луѓе, и си ја знаат работата, сметам дека тоа ќе се одвива на друг начин. Меѓутоа, ќе ви кажам и една друга работа. Грчката стратегија и политика во однос на Македонија и на македонското прашање е дело на еден историчар, Евангелос Кофос, кој што долги години, преку 30 беше, ја трасира грчката политика во однос на Македонија. Зошто македонската држава по својата независност не направи тим кој што ќе се носи со грчкиот историски тим и ќе трасира стратегијата во однос на проблемите кои што се појавија, поточно рековме разликата околу името. Точно. Може ли сега да одговорите? Зошто Македонија не направи тим што ќе се носи? Ама и денеска нема тим. И денеска нема. Бидејќи, ако се навратам на минатото гостување во оваа емисија, во оваа студио, Котлар посочи една
послушај едно многу фино прашање кога напоменав дека бугарски етномузиколози бараат бугари и бугарски песни и говор и не знам мелодии во Албанија, нели, каде што сега бараат да има и малцинство. Малцинство. И Котлар фино го тоа постави прашањето кој дозволил да транзитираат и фино лепо да си одат, нели, во Албанија и таму да бараат поминувајќи низ Македонија, додека нашите, нели, и историчари, и власти, и било кои дипломати ви кажам, спијат. еден настан од Албанија дека бев таму на служба, една истакната личност, беше писател, беше председател на Комисијата за надворешна политика на Собранието, на парламентот нивни. И почнавме разговор и ми кажува, тука има и бугари, и не знам, вамо тамо. Па го прашав, ви се молам, викам, вие сте интелектуалец. Кажете ми, можно ли е од Бугарија, која е отприлike дека биде 250 км воздушна линија од Албанија преку Македонија, да тука има бугари, а не македонци. Можно ли? Викам, кога се тука, еве на границата се македонци. Па вика, не е можно. Мислам, призна, сваќате. Тоа, значи... Таква теза имаше и еден бугарски амбасадор, мислам, поранешен. Да. Дека треба со Софија да се бараат решенијата, не со Скопје. Да. Секако. И видите, тука е оно што го зборувате вие. На времето, кога почна проблемот, Грчкото Министерство на надворешни работи направи штаб. Ја мислам дека имаше 100 членови, начело со Кофос, разбирате, кој, значи, имаше странски експерти, кој дневно работеше на тоа прашање и дојде Кофос тука, беше на Фон универзитетот, имаше бевте. Имаше дебата. Да. И рече, абе вика да бидеме отворени и јасни. Прашањето е и јас сум ли македонец или вие? Да. И никој од професорите, никој не реагираше, туку една студентка на крајот, вика има ли праша, една студентка каже, господине Кофос, рековте вие дека прашањето е дали сте вие или ние македонци. Кажете ми, кога одите во странство, како вие се представувате, македонец или грк? Го матираше. Доволно. Да, го матираше со два потези. Али има еден друг случај, да не употребам некој израз непријатен, разберете, тоа ми доваѓа. Имаш еден подсекретар во германското Министерство за външни работи, Рот се вика, ја би го нарекол Ротче, нека ми проста. Беше тука, он доаѓа почесто, не така како представник на Меркел и слично, а Германија се има многу замено на Македонија, што Геншер ни го спречи признавањето и ја призна Хрватска. И на предавање пред студентите на Скопскиот правен факултет. Јас го читав целиот текст на предавањето. 10 пати спомна поранешна Југословенска република Македонија. Поранешна. И никој не му реагирал. Слушајте, да одел на некоја синдикална организација, на студентите кои се во цел свет најреволуционерни, некој да ве навредува директно да молчите, па тоа е најмала рака срамно. И тоа покажува зашто немаме ни штаб денеска, зашто немаме 25 години луѓе кои ќе се бават со тоа, занимаваат со тоа прашање и затоа сме нова дереđa. Многу интересно што да речеме и само да се убацам на ова што потегна колешката Наташа за експерти. Дали не еве Грција го има 30 години, го има Кофос. Бугарите си имаат, еве го Божен Димитров постојано дежурен на таа работа. Цела бан на тоа без работа. разлика дали го ценат или не као историчар, као сето тоа, меѓутоа тој е гласноговорник, оно што го мисли владата, он ќе го каже. Меѓутоа, што се во Македонија, дајте кажете вие кој у Македонија тимови ги има стручњаци кои што така владините луѓе ќе се владата ќе се обрати да побара, да речеме, од амбасадорите кои што биле поранешни, од историчари Македонија, кај нас, и фелата да излезе да каже нешто не се зима за озбилно. Само да ви кажам пример, во Велика Британија, на пример, за време на Втора светска војна, 41 година веднаш шом доваѓаат во амбасадор, знае, таму се наоѓаат или Наташа сите странски влади во екзил, се наоѓаат и таму се работат нормално и работат на формирање на федерации.
Една од британците сакаат по војната да се ги задржат сите. Бараат помош. Ама бараат помош од стручњаци, историчари. Ние го знаеме Арнолд Тојнби. Кој е? Значи му пишуваат писмо и бараат од него. Да ни напишете за Албанија, за Југославија, све што треба. Друго, пишуваат до Балот коледж во Оксфорд, ве молиме дали од експертите вашето мислење за ова, што да правиме, како да постапиме. Тоа јас, во мојата кариера до сега, морам да го кажем, тоа поранешниот председател Бранко Црвенковски се има обратено до институтот барајки мислење за одредени прашања. Тоа е така се работи. И никој друг. Тоа е мислење. Така се работи. Не е група. Затоа што и не обврзува тоа. Токму тоа али ви дава шанса да го проширите. Ама амбасадоре, тоа се национални институти ги плаќа државата. Тоа е работа. Еве сега на пример, извинете што сега околу јазикот. Околу јазикот излегува стручни лица, како да не вела академик Кјулавкова излегува Институтот за национална историја, сето тоа. Не можеш да не им веруваш кога ти кажуваат што како е. И ти упорно одиш кон оно дека не, вие не знаете ништо, вие не сте во право, вие се тоа. Значи едноставно се понижува целокупната работа, се игнорира целокупната работа. Столбот на државата. Токму тоа. Друго сакав да ви одговорам. Кога така би се поставиле нештата, тогаш немаше да ни се случат маневри од политичка сфера кон однос на историчарите, туку историчарите, јазичарите, литератите, фолклористите ќе дава еден сублимат на знаење, на стручни мислења, на база, што ќе беше подкрепа за политичката, да речам, елита или оние кои што представуваат власт, да бидат подготвени и да не им се дозволува, барајќи решение за едно политичко прашање, да не влегуваат во научната образовна сфера. Значи, сега се измешани ингеренциите и надлежностите. Бидејќи, јас се согласувам, проблемот за решавањето на името, кое што фактички го има Грција, немаме ние проблем, треба да се бара во Обединетите нации, а не во ревизија на историските учебници ни од една соседна држава. Можат нас, како домашен кадар, да не подкрепат за понатамошни истражувања, пишувања, анализирања и дополнување или обработка на нови учебници. Најтрагичното е што политичарите не веруваат на науката. Не веруваат на оно што ќе се каже. Не, ја игнорираат Игнорираат. Точно, ја игнорираат едноставно. Резултатот на нова реална политика, што викаат, реал политик, тоа е тоа. Ама знаете како? Политика на сила, политика на... Ако во исто не ама политиката на сила не ве оправдува да бидете неписмени. Да не знаете. Да. И да направите историски грешки во својата... историски и секако. Во историјата, зошто вика историјата е учителка на животот. По завршување на Втора светска Париската мировна конференција, спомна амбасадорот, безбедносна зона што бараат грците гледа и денеска го бараат тоа, и тоа е денеска. Грците бараат 30 километри на територија од Југославија до Удова за да се заштитат од можните иридентистички напади на македонците. Ама тогаш беше Тито беше на чело на држава, немаше тука играчки со тоа. Тоа не успеа. Ајде уште уточнувањето на терминот. Бидејќи нашата соседна јужна држава не именува како Скопјани или граѓани на Фирум. Има ли такви граѓани во Грција за да има иридентизам? Бидејќи иридентизмот предпоставува од една таква држава да има такво население во другата и за да бара обединување. Има ли фиромци или скопјани, не знам, во таа држава? Има македонци. Има македонци. Кои што бара... Затоа, ете, како се открија целата. Да ги уточниме термините. Како се открија целата. Во договорот со Бугарија го има. Време е за вториот блок на реклами, за да продолжиме со ова дебата наскоро. Еден дипломат, двајца историчари, разговараме за понудата на Кодзија, се е отворено, така ќе ја наречам, во насока на
ново ревидирање на македонските учебници по историја, ново го велам особено по договорот со Бугарија. Разговаравме за градењето добро соседство, тоа во меѓувреме за време на рекламите се наметне како прашање, нешто последователно на досегашниот разговор. Се спомне и Божидар Димитров како еден историчар во Бугарија кој што ги искажува ставовите кои што претежно се антимакедонски и воопшто дискриминаторски. Амбасадоре, многу ме интересира зошто периодов се што дознаваме за тоа што ќе го преземеме како обврска при договори, се дознаваме од странците. Значи, требаше да излезе колешката на Димитров, министерот, да каже дека ќе се ревидираат учебниците, да каже дека ќе бидат... И тоа е договорено, очигледно. И тоа е договорено. Да каже дека договорот е затворен и покрај тоа што се правеше седница во собранието. Да каже дека медиумите ќе бидат под мониторинг како ќе се однесуваат во насока на градење добро соседство. Зошто, еве сега Кодзијас го слушаме, зошто се мора да дознаваме однадвор? Тоа беше пред се договорот со Бугарија, до последен момент се држеше во најголема тајност. Знаете, кога нема... Сите точки од таа страна беа извадени преку бугарските медиуми. Кога нема транспарентност, кога нема отвореност, тоа значи има причина зашто се крие. Со други зборови, нешто не е недоречено, некоректно, неприфатливо, некаква жртва, непринципиелна и слично. Ако вие се гордеете со самиот себе си, нема се криете под маса. Значи, или се гордеш, или се криеш. Ние очигледно се криеме, затоа тие што ги водат тие политики сметаат дека тоа што прават е недостојно, на штета на државата и се плашат да го објават. Ние цело време за 25 години цели од распадот на Југославија и борбата за независна Македонија, околу името, кој е клучен проблем, кој мнозија не го разбира, сега не удри во глава, па предпоставам и сега не го разбираат, сите разбирате, се покажа дека оваа држава е врзана со папочна врвца со името. Да. Ако името отиде, отиде и народот. А ако не отиде името, ќе не држат во некоја изолација. Значи, цело време се стигнуваше од странство, од Грција пред се, и работи, знаете, Нимиц ќе даде предлог, Грција ќе го објави, нашите го држат како строго доверлива тајна. Додека трае дебатата во јавноста без никаква потпрепа од внатре дали е или не. А во истото Грција, и сега се случува. Па истото и сега, и вечерва што го правиме, истото го правиме. Истото, јас ќе кажам како амбасадор во повеќе ситуации се наоѓав во една крајно непријатна ситуација, бидејќи амбасадорите од другите земји знаеа повеќе околу името, а јас ништо не знаев, затоа што никаква информација немаше. Прв пат во 2005 година Илинка Митрева дистрибуираше информација со тој познат предлог на Нимиц. Претходно тоа го знаеа председателот, премиерот, спикерот, министерот за внешни работи и така наречениот преговарач, односно офицерот за врска со Нимиц. Никој друг во држава не го знаеше. А ние рековме, Кофос, екипа од преку стотина луѓе, експерти, дневно работи, анализира, следи. И знаете, на пионерски средби знаева грците што да постапат, како да постапат, а ние на врвни, на премиерски настапи, на конференции, нашите премиери седеа зад поранешна Југословенска република Македонија, што беше срамно. Никој не може да те натера да седите за тоа. Јас како представник на државата, во ниту една прилика не сум седнал зад референцата. Си носев Македонија напечатено и го ставав, го поклопував, а во Тирана до мене седеше Маѓас. Во Тирана беше он амбасадор грчки и се бунеше на општина средбите. Јас му рекол, знаете, јас се представувам Македонија. Така ме пратиле овдека, така ми се вика државата. Како вие ќе ми се обраќате, тоа е ваш избор. И покажува за вашата интелигенција и култура. Али јас, ако кажам друго нешто, јас ја игнорирам уставот, ја навредувам својата земја. Ако идеме во таа насока, сега едни млади спортисти добија плакети и признаници и ордени од грчкиот председател за тоа што напуштиле па сега гледате сега имаме едно прашање во интерес на времето. Го спомнавте Божидар Димитров, беше спомнати Кофос и сите тие кои што се градители на ајде да го кажеме оној нов идентитет на Бугарија, на Грција и воопшто.
на идентитетот воопшто, него на агресивно игнорирање на Македонија. Како градење на добрососедство? Да. За какви договори за градење и какви потези и чекори кон градење добрососедство имаме ако прв коментар на бугарските медиуми уште наутро за договорот со Бугарија беше повикан Божидар Димитров. Прво, тој настапува. Веројатно слично е и во Грција. Божидар Димитров наведува факти според него со подсмев кон македонците, дури има и портали кои што се наведуваат во насока на тоа дека ќе ги ревидираат и македонските медиуми, каде што на дневна база се обновуваат хуморески со исмевање на македонците. Значи цели портали посебна рубрика имаат вицови за македонци. Какви се тие чекори кон добрососедство и што реално значи цело време се зборува дека кај нас има пропаганда против Бугарија. Пропаганда не само против Бугарија, и воопшто ова ревидирање и барање иредентизам сушност е исто тоа. Да, пропаганда. Видите, Има ли добрососедство во ова градење добрососедство? Го спомена амбасадорот, добрососедство е добро. Мислам, нема никаков проблем. Апсолутно. Интерес за сите. Интерес за сите, меѓутоа да биде на рамноправни основи и меѓусебно почитување. Меѓутоа, што се случува во нашиот случај? Оно што го каже амбасадорот. Криењето на тие работи. Затоа Димитров е поагресивен, затоа што ние не знаеме што се случува. Ја не можам да верувам, он излезе од таму со информација, каже нешто, ние тука немаме информација, се прашуваме меѓу себе каде да знаеме каде. Ние дознавме за договорот кога го усвоија во бугарскиот парламент. Точно. И тогаш процури информацијата што како и текстот го видовме. Па и за Тиранската платформа дознавме во собранието кога излезе пратеникот. Зошто? Еве каже, зошто се кријат? Сервилност? Да покажуваат поголема сервилност. Па што вие не го почитувате собствениот народ, да му кажете што преговарате? Вие значи имате нешто што не е во ред со вас? Прашањето ми беше дали се гради добрососедство и од другата страна ако постојат, во таа насока постојат цели страници каде што се исмеваат македонци со карактеристики наметнување, исмевање на оние кои што ги притискаш за добрососедство. Ово е добрососедство со уценување. Ово не е добрососедство. Линколн има кажано, вели, ништо што не е коректно направено не е трајно. Тоа е уценување, не е тоа добрососедство. Едната страна да биде незадоволна. Тоа да биде на насочна улица. Зошто не може да биде трајно? Зошто договорот не стои комисија македонска да ги прегледа бугарските учебници? Точно. Не се вели заедничка ќе ги ревидира учебниците, а дури да бидеме прецизни, кod Зија си не нагласува кои учебници, меѓутоа никој ни на крај памет не му паѓа да помисли дека се однесува и на грчките учебници. Сосема нормално. И тоа не само тука, него претходно ги прочитав и се консултирав дури и со луѓе во Грција и со грчки аналитичари кои што од оправдани причини не може нито да се вклучат во... Как ќе ти дозволи он? Европа не може да им влијае да сменат ништо во тоа. Они за малцинските права уште не ги почитуваат, па ќе Македонија ќе биде таа која што ќе им нареди да... Теоретски невозможно. Нема шанса. Јас сум должен да информирам јавноста дека за вечернава дебата беа повикани и од Министерството за надворешни работи, беа повикани и други учесници во политичкиот процес, беа повикани и поранешни шефови на македонската дипломатија, меѓутоа од оправдани причини, дел од нив, дел од без никаков одговор, не посакаа да бидат дел, не ни можеа да бидат дел од оваа вечерашна дебата, но затоа, еве, јас ви давам збор дека ќе продолжиме следната недела со поинаков можеби состав, но токму во оваа насока со овие прашања зошто се крие, што тоа се бара од македонскиот идентизам, до кога ќе дознаваме информации од надвор. Во интерес на времето и на вестите кои што следуваат по рекламниот блок, тука го одјавувам ова отворено студио, имете убав викенд, се гледаме наскоро.